Еден гласач, еден глас. Тоа е мотото на Државната изборна комисија. Но дали на предстојните избори тоа ќе се случи? Законската обврска да се набават апарати за отпечаток од прст е основа за регуларни избори и неможност за полнење кутии. Но процедурата е закочена заради две одредби во изборниот законник, кои се спорни за МВР, да ги даде личните податоци на Државната изборна комисија. Претседателот на ДИК верува дека ќе се стигне со процедурата, ама предупредува дека времето ги гази. Доколку ова постапка се заврши до крај на февруари, доколку се распише тендерот до крај на март, ние имаме шанси реални да го оствариме тоа. Ако не се случи Ако не се случи тоа, немаме шанси. Тоа е едноставно, вие ако ги гледате овие законски одредби и нашата должност да ја спроведеме, но од друга страна, одредби кои не се спроведливи се ништо. Даштевски вели имаат поддршка од ЗАЕВ да почнат со процедурата, но очигледно претседателот на владата не бил избрифиран дека треба да се реши проблемот со финансиите за да се спроведе целата постапка. Дали сме слушнали некогаш дека некој е прснат па гласал два пати на тој начин дека е утврден? Не сме слушнали. Тоа е мерка која треба да ја заврши својата улога. Тоа се применува во држави кои немаат матични книги. Имаме многу држави во Африка, нели, кои живеат оне трибалистички начин на живот, во племиња, така што не се регистрирани нигде. И кога ќе дојдат изборите, нема како да се утврди освен со дали гласал или не. Сега целиот товар е на ДИК, иако не зависи се од нив. За процедурата потребни се согласности од Министерството за финансии, МВР, како и договор меѓу работната група. Што доколку власта го одолговлекува имплементирањето на одредбата во изборниот законник за техничка опрема. Дали Државната изборна комисија ќе се согласи да реализира избори спротивно на законот? Може револ да демонстрираат вие како претседател членовите со оставки, да речеме. Не, Зборувам за радикални чекови. Не ни ги носите законски измени необходни за апаратите за отпечаток од прст. Ние во овој состав одбиваме да ги спроведеме изборите. Можно ли е таква има варијанта? своје мислење. Значи дека ако некој, може би некој од составот смета дека нема време и нема да сака да тоа е колективно тело. ВМРО ДПМН тврдат дека има доволно време за да се набават апаратите. Од Албанија за само 3 месеци го финиширале процесот, а ние до изборите имаме 8 месеци. Предупредуваат дека за нивно учество во изборниот процес е неопходно да се почитува законот, односно да се идентификуваат гласачите преку техничка опрема.